Односите со гревовите денеска? Што? Си простуваме? Ја Односот со мислам гревот. дека гревот денеска дури како да е нешто подизгубено, го нема значењето самиот термин грев. Ние не знаеме што значи фактички. Али мислам дека ти знаеш што значи и знаеш дека ние како луѓе секој ден грешиме. Апсолутно. Некому и некој нас не греши и затоа значи Основно е, значи не можеме да бидеме безгрешни и не можеме да не сгрешиме. Меѓутоа, ајде сега тука околу тоа нешто дека проблемот е во тоа, ајде па сега поинаку колку се толерираме, колку сме флексибилни, колку сме попустливи, колку можеме параболи да правиме и така натаму. Значи простувањето е решение. А покајувањето исто така уште може поголемо. ама простувањето не како чин, туку како состојба. Како состојба, да. Не како чин, значи како Мислам дека состојба. ова време многу се споменуваат таквите работи, таквите термини, ама тоа повеќе терминолошки, повеќе буквално, фразеолошки во ствари, не суштински. Значи, сите асоцира на тоа дека треба и да си простуваме, дека треба и да се покајме и така натаму, меѓутоа многу малку го прават тоа. Повеќе како фалба дека еве ние сакаме тоа да го правиме, знаеме тоа и дека. Може би поиќе како нешто формално, може поиќе нешто како нешто екстерно, може поиќе нешто како како да го кажеме. Далеко кај нас е нагласено, мислам, чувството за правда, ама за нашата правда, за личната правда. Мене да не ми сгреши Далибор. А јас воопште може не размислувам дали сум му сгрешил на Далибор. Значи дори може би е ситна некоја ситен греф, ајде да го наречам, може би случајно во поминување не забележувајќи, ајде да спомнам така, сум го згазнал Далибор на прстот, на ногата. Меѓутоа, мојата правда е многу битна. Како ти ме згазна, како ти ме повреди и така натаму, и со збор нека е слична некоја повреда. Значи не знаеме да правиме параболи, ајде пак да го потребам и малку да бидеме пофлексибилни во тоа однос и да разбереме малку подруго ситуацијата дека можеби тој греф што е направен можеби не е од намерен. Апсолутно. Да. Ама за жал има и намерни. Тие намерни се гревови, тие слушноци не се гревови, тоа се злостори. Така? Да. Значи, сега малку навлегуваме на поинаква тема, и тоа злостор и греф не е исто. Значи, греф можеш да направиш ненамерно или необранувајќи манија, пак си ти на некој начин како грешник, меѓутоа, злостор е кога ќе правиш намерно нешто и некого со намера, со умисла да го повредиш. Па ако сакате во законот, делата со умисла се повеќе казниви, така? Со простувањето, мислам дека од целокупно значење и целокупнава содржина на простувањето како процес, како состојба, ова што рековме, како моќ некоја исцелителска, од сето ние го имаме само простувањето како форма, како збор, како чин. Ние не сме свесни дека не мораш да изговориш ти простувам, ние не сме свесни дека не мора да напишиш, дека не мора да се додвориш, да даеш поклон. Значи, ние не сме свесни дека може само тишина да има надвор, а всушност натре ако стварно простуваш и ги отпушташ тие работи, може да се сега ќе кажам, случи целокупна трансформација на една личност во позитивна смисла. Ајде да ги материализираме гревовите, како материјално да ги погледаме, како сопки. Може грев да биде сопка? Може. Да. Значи, ако некој помислиш ти направил грев и сега ти се упатуваш како да му вратиш за грево и така натаму, ти веќе си се спатил од сопствената патека. Си излегол од коловозот кај што си се движел. Бидејќи насочувајќи се тука, тоа не знаеш до кај ќе те донеси. Може би скроз ќе те изнеси од себе и ќе те однеси некаде во некоја друга форма, не посакувана, не твоја и така натаму. Всушност, личното ќе го заборавиш, личните амбиции, личните способности, личните, како те кажам, намери за нешто да направиш, некогаш како сопка, се сопињаш и тргнуваш сега во друг правец. Како да кажам,
Некои големи гревови можеби не можеме да ги надминиме, мораме да ги решиме. Ама некои од тие помалите, ајде, било поминало. Значи, во таа смисла сакам да кажам дека грешка правиме без разлика дали некој заслужува да му се врати, ајде казна, вака грубо да кажам. Меѓутоа, правејќи напори за да вратиме за некаков грев кај некого, всушност си правиме ние големо зло, како што рече да бидеме слободни во себе, со едно широчина во себе, и за да можеме тие ситни работи да ги занемаруваме. Да вратиме ова, само уште малку ќе се задржам на темава, да вратиме што рече, изминативе дена и неколку пати то го спомнувам веќе со во 2 во 3 наврати ова со враќањево. Значи, ние заради тоа што имаме слобода, можност на избор да не вратиме, затоа сме луѓе. Значи, животно, соочено со смртна опасност, то нема избор. То враќа со иста мера. Ако напаѓаш дива свиња, или ако напаѓаш мечка со мечина, значи та нема... Тоа е проблемот на инстинктот. Значи, животните по инстинкт. Апсолутно. Инстинктот е оквирот во кој што... Така ми да го спомнам, млад починат, тој викаше, ќе ме праша мене, што е разликата меѓу човекот, куќето или животното? И јас не знам како му одговорам, човекот има и разум. Човекот кога тргнува во некаде, кога има некоја сел, кога се упатува кон некоја сел, однапред размислува и како да се врати. А животното тргнува по инстинкт, следејќи ги инстинктите за да преживее, за да дојде до храна и така натаму. Тоа вака елементарно, вака грубо кажано, за мене разликата меѓу човекот и животните. За жал, не можеме сега тоа да го како се да унифицираме, да го генерализираме за сите луѓе, бидејќи можеби сите не сме доволно изградени, сите имаме различни намери, сите имаме различни цели. Меѓутоа да се концентрираш на себе си, да се градиш себе си. Тоа значи дека токму тоа, да не се сопињаш на сечија реакција, на сечија удар, на секој притисок и така натаму. Значи... Дури да се дистанцираш, да живееш еден живот својствен, да го следиш и да го наградуваш токму него. Ако се вртиш на сите страни, ако се насочиш, па трчај малку лево, малку десно, веќе енергијата ја трошиш. Ако го рајчеш на секој со иста мера. И да не се сопињаме на мали камења. Да. Затоа сме луѓе. Да. Ова што го рековме, значи животните нема избор, ама ти имаш избор. Дали луѓето денеска има избор? Можеби 90% луѓето нема избор, враќа со иста мера. Ти мене така, јас тебе исто. Затоа што е тоа еден несвесен образец на однесување, анималистички, што е во нас, можеби некош не сме свесни, не сме го освестиле, али тоа има потекло свој корен во свето на животните. Апсолутно. Анималистички образец на однесување. Во основа и животни прво. Ама зошто сме луѓе? Затоа што можам да те навредам, односно можеш да ме навредиш, или го имаме во нашето православие и во христијанство, ама го имаме и во многу филозофии и религии на истоко. Значи јас можам, ти мене кој ќе ме навредиш, да не ти вратам. Она го имаме кај Христос, што вика, свртимо го на други образ. Во природава не знам што има друго таква моќ како човеко. Да не врати со иста мера, што значи? Да има таков простор. Да, во себе простор. Така, простор да не ти врата со иста мера. Па ја мислам дека секој човек е една вселена.